Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска видео за Зилика, посебно по барање на Бобан Досев, нели, еден од најзаслужните за она што се случува на нашиот канал, со тоа што ни помага постојано со нови материјали, така да со задоволство е направено ова видео. Ево го посветуваме на Бобан. Уште еднаш благодарам, значи знаете и сами колку повеќе се трудите за заедницата, толку ние ќе се потрудиме што повеќе да вратиме назад. Со оглед на фактот дека знаењето е оно што можеме да го вратиме, така да нели, ќе можеме да поработиме на некоја тема која што вас ви се допаѓа. Сега, знаете и сами, секогаш кога истражуваме нови токени, ја превземаме ова практично 6 точки шема, по која што ги следиме на некој начин токените и што моментално е најбитно да знаеме за одреден токен или коин, со тоа што знаете и сами, за оние кои што се нови, за оние кои што не знаат, станува збор за практично посебен тип на гласање, кое што го ставаме од време на време на нашиот канал. Може да го најдете во community табот, каде што може да гласате за овие коини кои што моментално ги работиме. Значи, моментално го изработиме последен RNDR, рендер, сега моментално го работиме Зилика, не остануваат уште овие два, пред да продолжиме на новите 4 коини кои што ќе ги работиме, а тоа се Phantom, Optimism, AAV и Arbitrum, нели, во однос на тоа за кои највеќе сте гласале, ќе ги обработиме по таа шема. Истото ова може да го најдете и во Криптовалути Македонија, каде што го објавуваме исто како и на нашиот community tab, со цел вие да ни кажете кои од оние коини кои што ги предлагаме би сакале да биде следен обработен на нашиот канал. Со тоа што сега ќе напоменам, знам дека имате многу желби, но моментално се држиме до најголемите по market cap, затоа што е премногу рано во овој bull market. Како се придвижуваме натаму во следниот bull market, така се повеќе ќе обработуваме и помали маркет капови. Сега би било неодговорно од наша страна да сега можеме да започнеме со денешниот коин, тоа е Зилика или Зил, со тоа што Зилика е уствари својствено на силика или силикон. Идејата, барем кога го правеле ова, со оглед на тоа што успеав да сватам, силикон, знаете и сами, е еден од клучните елементи кои што се користи посебно кога станува збор за електроника. Во оваа ситуација идејата е као демек силика, односно силикон, во оваа ситуација ќе биде за Web3, за крипто, така да ќе биде оно што ги поврзува апликациите, затоа што и Зилика како и нели поголем дел на Layer 1 солуции, мада има доста клучно различни ствари во неа, со тоа што прво ќе започнеме со самиот блокчейн, затоа што Зилика е својствено првенствено proof of work. Со тоа што истиот е proof of work во еден дел, а потоа продолжува со друг тип на блокчейн, за кој што ќе поразговараме малку подоцна, за дополнително да има и стейкинг. Ќе поразговараме се тоа, со тоа што почнуваме поред. Како што рековме, е Layer 1 солуција, со тоа што е нели смарт контракт компатибилна и за тоа ќе поразговараме подоцна, но чисто да објасниме за каков тип на блокчейн станува збор, значи дека е практично во истата категорија како Ethereum, Solana, ADA, Polkadot и останатите. Со тоа што е малку поразлично затоа што сите овие кои што ги набројав се proof of stake, за разлика од тоа Зилика е proof of work со уште еден многу интересен дел во својот блокчейн. Сега, интересно што мораме да забележиме е дека истиот proof of, значи Зилика поседува майнинг. Односно е стандардизиран майнинг како што е proof of work, како што е на пример ситуацијата со Litecoin, со Bitcoin и останатите. Со тоа што интересно е дека самиот proof of work на Зилика се користи само како заштита, значи POW се користи само како заштита, посебно од напади со превземање на поголем дел од мајнерите, односно повеќе од 1/3 од мајнерите, додека вториот дел, тоа е Practical Byzantine Fault Tolerance алгоритам, кој што моментално се води на сите нодови, тоа е шардови, за кои што ги поразговараме малку подоцна, е уствари главниот механизам по кој што функционира моментално мајнањето и самиот блокчейн на Зилика. Односно POW се користи, како што може видите овдека, само за влез во мрежата, односно истиот се користи практично од сигурностни причини, а поради преголемата конзумпција на електрична енергија, откако овие нодови се практично регистрирани на самата мрежа, истите користат Practical Byzantine Fault Tolerance алгоритам. Сега, значи секој од овие практично мајнери, без разлика дали е лаптоп, дали е персонален компјутер, риг, што и да е, представува нод. Значи, во оваа ситуација станува збор за
POW е систем во кој што мајнерите сами по себе се нарекуваат нодови, колку што јас успеав да разберам, со тоа што интересната работа која што мораме да забележиме во оваа ситуација е дека самиот майнинг се одвива преку Practical Byzantine Fault Tolerance системот, односно алгоритмот, и разликата е во тоа што истиот е напреден и нема потреба од конфирмација на целата мрежа, односно има инстантна финалност. Второ, има многу помала конзумција на електрична енергија и трето и најбитно има еднакво наградување на сите шардови, односно нодови. Значи, наградата се дели помеѓу сите кои што учествуваат во самата одобрување на трансакцијата, нели, нејзино верифицирање. Значи, тоа е разликата помеѓу POW, каде што оние кои што се најдобри машини, кои што најбрзо ќе го решат алгоритмот, ја добиваат наградата. Овдека наградата е споделена помеѓу сите, со тоа што имаме награда која што е од самиот майнинг и награда која што е зилика кога вие плаќате за трансакцијата. Така да тоа се две награди исто како и во биткоин кои што ги добиваат мајнерите. Значи, стандардната трансакција која што вие ја плаќате во ZIL на блокчейн на зилика и дополнителната количина на зилика ZIL токени кои што се трнати на страна за майнинг и кои што се даваат при мајнење на секој блок. Сега, доста интересно и сложено, нема да налегуваме повеќе, мислам дека до сега го разбравте ова како изгледа, со тоа што одека малку по-детално навлегува во тоа каков тип на машина ви е потребен, за да може да имате свој нод на ZIL, со тоа што овдека, значи, како и секогаш, нормално, прво ќе го ставам ова како калкулатор, да видите како би изгледало, нели, мајнањето и колку би можеле да добиете во однос на конзумција на електрична енергија и нели, нодови кои што моментално ги има мрежата и слично, да видите дали ви е исплатливо, како и овој линк исто така ќе оставам, каде што може да видиме како точно може да направите свој нод и да се приклучите на мрежата на Zilliqa. Значи, тоа се двата основни кои што ќе ги ставиме како линкови во самиот текст на видеото, така да проследете ги. Значи, ова е најбитните работи кои што моравме да ви ги објасниме. Прво, за да разберете каков тип на блокчейн станува возможно, значи истиот е POW со значи PBFT или Practical Byzantine Fault Tolerance алгоритам кој што се процесира низ неговите шардови. Сега, зошто постојано велам шардови? Zilliqa е првиот блокчейн кој што успеал практично да примени шардови. Односно, ако се сеќавате идејата дека самиот блокчейн, значи тоа што моментално се обидува да го направи Ethereum, може да подели дел од своите нодови и да ги замени како еден мини екосистем, мини блокчейн систем во целиот овој блокчейн, практично е оно што успеал да го направи самиот Zilliqa, значи прв во историјата на блокчейн технологијата. Каде што во оваа ситуација моментално, значи според нели овие активни да речем податоци за самиот Zilliqa во моментот, значи поседуваме 2400 нодови. Иако овдека не е запишано, 600 нодови се потребни за да имаме еден шард. Во оваа ситуација станува збор за 4 шардови, значи се напредувало, пред тоа биле само 1, 2, 3, сега моментално е стигнато до 4 шардови, каде што, пример се, ако еден шард од 600 нодови може да процесира 100 трансакции, истите го процесираат овие 100 трансакции како да било процесирано од целата мрежа. Што значи дека сите овие 4 нодови во исто време ако процесираат по 100 трансакции, тоа значи дека Zilliqa процесира 400 трансакции постојано, затоа што секој од овие шардови функционира како засебен блокчейн, со тоа што подоцна сето ова се вклопува во еден блокчейн на самиот Zilliqa, кога имаме финалност на самиот блок. Сега нема да навлегуваме ова затоа што е премногу сложено за да го објасниме, но идејата е дека шардингот е првенствено успешно применет од Zilliqa и потоа е еден од најдобрите, да речем, блокчейни, да речем уште од 2017-2018 bull маркетот, кога и за прв пат се појавува на пазарот, со тоа што мораме да напоменеме дека наспроти од сето тоа, дополнително имате и стейкинг, кој што дополнително ја заштитува, нели, самата мрежа и моментално на годишно ниво ова е активно, нели, постојано се менува, моментално 13,3% имате stake reward ако ги заклучите вашите ZIL токени. Со тоа што интересна работа кога погледнав, да речем, за заклучувањето за стейкинг е тоа што значи 13,28, гледате, значи варира, отприлика 13,3. Они има, практично треба да ги ставите на одреден wallet кој што поддржува Zilliqa стейкинг, потоа да одберете стейкинг платформа,
Истата ситуација, на пример, може да најдете и со алго и со слично, и при тоа нели да почнете да ги делегирате своите ZIL токени на одреден нод, она што моментално го разговара. Сега, интересно е што дека е запишано дека и Ledger нуди стейкинг, јас искрено не сум пробал затоа што не поседувам нели Zilliqa, но ако погледнеме на Ledger и ако запишеме ZIL во моментот за кои токени се поддржани, ни го покажува Zilliqa, send and receive, но не и стейкинг. Не ни покажува дека можеме да вршиме стейкинг. Можеби не можам да бидам со сигурност нели 100% дека е можно или не, моментално е на нивната официјална страна, стейкинг не е опција. Но ако погледнеме на самата апликација, значи на Zilliqa за Ledger, дополнително ни дозволува да инсталираме, само момент ќе покажам, че ова го истражувам во случај да некој од вас практично евак. Значи connect your Ledger to your Zillet. Значи Zillet е практично посебна екстензија, каде што гледаме дека Zillet е уствари посебна екстензија која што ќе имате на вашиот браузер и ќе ви дозволи да имате стейкинг. Така да повторно може преку Ledger да се направи тоа. Например, ја истото го правам за одредени токени, како што е ADA, каде што јас ги стейкам моите токени на одредена екстензија, како што е Eternal екстензијата овдека, но тоа го правам од токените кои што ми стојат на Ledger. Така да што и да се случи на екстензијата, мене токените и коините никогаш не ми мрдаат од Ledger. Така да имајте го тоа препи, тоа е добра идеја. Да ќе инсталирате на Ledger Zilliqa практично апликацијата, Zilliqa Wallet-от, потоа го инсталирате Zillet, значи овој дел овде, значи само кликнете овдека и ќе инсталирате Zillet практично ова е екстензија на вашиот браузер и преку истата вие фактички ќе може да го конвертирате Ledger-от на ова браузер апликација и ќе можете екстензија и ќе можете да го стейкате вашиот ZIL. Со тоа што реално прави мувет, оваа количина на стейкинг е доста добра. Значи дури полка да има 10%, а да не разговараме с другите кои што имаат многу помалку. Значи стейкингот е сосема одличен, морам да признаам. Сега, интересна работа која што ја најдов овдека, што јас искрено мислам дека е доста добро, е тоа што вели total value locked е 117,4 милиони. Погледнато од неговиот market cap, кој што моментално е 344 милиони, тоа значи дека 1/3 од market cap е практично заклучен. Но моравме ова да го провериме како и секогаш. Значи на DeFi Llama имаме топ 100 токени според количината која што е моментално заклучена, значи total value locked, каде што успеав да го најдам Zilliqa дури на 80 и практично четврто место со 3,97 милиони. Сега, слично на ова, ако се сеќавате кога го правевме видеото за ICP, имаше ситуација во која што оваа количина е заклучена на некои посебни апликации, но за жал ваквите децентрализирани индикатори, како што е DeFi Llama или апликации, не успеваат да ги прочитаат. Го најдов истото, значи на две места проверив, на CoinMarketCap. Значи total value locked е многу добро. Зошто? Колку повеќе е заклучена количината од самите токени и вредноста која што е внесена во овој коин, толку посигурни сте дека истите нема да бидат ослободени на пазар. Значи колку поголем TVL, толку посигурни ви се парите во ваквиот блокчейн. Со тоа што и овдека во CoinMarketCap, кога преминав преку топ 50, значи коини кои што моментално имаат заклучено TVL, значи ако погледнеме според нивните официјални податоци треба да има 117 милиона, така. Што значи дека треба да се наоѓа негде овде. Но јас поминав преку сите овие и Zilliqa не успеав да го најдам. Значи погледнете еве и сами, полека ќе свртиме. Јас Zilliqa не успеав да го најдам. Што значи дека истиот поради некоја причина овие за заклучени средства кои што моментално они тврдат дека се заклучени ги нема. Значи погледнете, до 50-то место Aurora, јас не успеав да ги најдам, а овде ќе 17 милиона. А според нивните официјални информации имаме 117 милиона заклучени. Ако тоа е вистина, тоа е 32%, како што видовме и сами, од вкупниот market supply е одлично, market cap, извинувам, но за жал тоа не го видов. Значи не успеав да го потврдам со неофицијални информации, нормално. Гледаме дека сега пак, ова е нивни податоци. Значи да бидеме реални, мораме да гледаме да гледаме неутрално на работите. Ова се нивни информации. Гледаме дека дури имаат и burn механизам во кој што гледате дека 23, 27, 14.000 токени се изгорени во тек на ден. Од supply кој што е доста мал, да бидеме реални, има 21 милиона, затоа ќе поразговараме малку подоцна. Ова е само за да објасниме некои основни работи за самиот блокчейн и како функционира и некои основни негови да речам
карактеристики на самиот. Сега, исто така мораме да напоменеме дека ZIL самиот по себе не е директен governance токен, туку GZIL е уствари governance токенот, кој што е моментално може да се купи или на децентрализирана менувачница zilswap.io, која што се наоѓа на самиот Zilliqa екосистем, или на CX.io, тоа е практично и првата менувачница која што ја се користев, а е достапна во Македонија, каде што може директно да го купите овој GZIL. Со тоа што поседување на GZIL ви дава директно глас при одредени одлучувања на самиот Zilliqa екосистем. Односно, како тоа функционира, значи имаат свој форум, тоа е gov.zilliqa.com, каде што може да погледнете дека има многу различни, да речем, чатови на кои што може да разговара, значи proposals, поточно ZIPs или Zilliqa Improvement Proposals представуваат ствари оние посебни предлози кои што може да ги погледнете еден по еден и да видите нели дали ви се допаѓа, имате дискусија околу сето тоа и во онаа ситуација во која што ќе се изгласа поголем дел од половината да гласаат за, таквите практично предлози ќе бидат имплементирани во самиот блокчейн. Значи е буквално DAO, Decentralized Autonomous Organization, односно самиот протокол се развива во однос на тоа како сакаат луѓето кои што имаат највеќе GZIL, односно кои што се највеќе инвестирани во самиот Zilliqa, така. И тоа е оприлика се во однос на основата на Zilliqa, така да овдека веќе објасниме апликации од реалниот свет, значи станува збор за Layer 1. Тоа е реалноста, со тоа што разликата е што најголемиот дел од популарните Layer 1 моментално се Proof of Stake, додека Zilliqa не е Proof of Work со нели Byzantine алгоритамот, кои се други кои што кажавме конкуренција веќе објасниме, тоа се оние најголеми Layer 1 солуции моментално. Зрелост на пазарот истиот е доста зрел. Тоа ќе го објасниме сега, затоа што ќе направиме и техничка анализа и активен roadmap. Јас искрено активен roadmap не најдов, каде што можам да видам да речем што понатаму следи, но најдовме некои интересни вести кои што може тоа да ни го помогнат. Сега, ако погледнеме самиот Zilliqa чарт, многу битна работа е тоа што прво, значи успеал да направи дабл топ во претходните два bull market. 2018 година, кога истиот и влегува практично на сцена, значи имаме така речено bounce back, ова е dead cat bounce, затоа што во декември 2017 година ние имавме врв, така да ова е кога влегуваат на пазарот да веќе касно, че станува збор за bear market, така да ова е dead cat bounce. Од ваквиот dead cat bounce ние сме успеале во 2021 година да се придвижиме до истата оваа вредност, негде околу 23 до 26 центи по еден Zilliqa, со тоа што од тогаш сме активно повторно во bear market. Сега, гледано од Fibonacci секвенцата, ако ја поставиме од претходното дно на bear market во 2020 година, па до врвот во 2021, гледаме дека веќе сме помилеле 78,6%, така да се наоѓаме надвор од Fibonacci секвенцата. Сега, гледано од, да речем, зоните кои што моментално ги имаме, гледаме дека овој дел од Dead Cat Bounce-от, па преку следниот практично bull market, бил поддршка на самиот Zilliqa во овој bull market за 2021 година, со тоа што моментално исто представува отпор. Значи овој бел практично дел, ова бело поле, јас очекував дека ќе успее да задржи цената на Zilliqa, но очигледно ова е едно од оние кои што не успеавме да ги направиме соодветно, односно ваквиот пробив, ова ако може да видите и сами во ноември 2022 година, представува колапсот на FTX, кој што успеа цената да ја пробие надолу до следната зона, а тоа е во целиот овој пат. Ова е практично единствената свети која што е во обратна насока, каде што гледаме дека истото ни представува и акумулационо поле овдека пред следен пат, потоа имаме практично овдека е отпор, пред истото да представува поддршка, значи имате пробив, ритест, поддршка, следен bull market, а сега моментално во оваа ситуација исто така не представува поддршка на овој double bottom кој што го добивме, че ова е колапсот на FTX, а ова е вториот, знаете и сами, SEC и неговите глупости моментално, така да направивме double bottom на Zilliqa, што јас очекувам дека и тоа ќе биде уствари последното што ќе го видиме од, да речеме, bear market, останува да видиме како и да е, но верувам дека Zilliqa ќе се наоѓа уште одредено време овде. Гледате и овдека, црвената линија представува една година пред халвингот, плавата ни представува халвингот на биткоин, со тоа што веруваме дека ќе се задржи во ова акумулационо поле, барем до следниот халвинг кога очекуваме повторно breakout. Но, со оглед на фактот дека не направи претходен all-time high во овој bull market,
не знам колку би можеле да очекуваме за следниот, да бидеме реални, со оглед на фактот дека веќе сме надвор од Фибоначи секвенцата, како што кажавме, поставена Фибоначи секвенцата на претходниот бул, ние надвор моментално ово што го гледаме и успеавме да се пробиеме под 0,78 Фибоначи левелот, односно 78% од претходната корекција. Сега, гледаме дека се наоѓаме под bull market support бендот, дополнително ни покажува дека сме се уште така речено во bear за самиот Зилика, но гледаме дека ово поле кое што моментално претходно представувало така речено отпор и поддршка на почетокот на следниот bull market и овдека ни представува така речено поддршка на овој така речено bear, останува да видиме дали исто ќе се задржи. Повторно, ова е директно поврзано со дали ќе имаме нови лоши вести на пазар. Ако, да речем, испадне моментално Гери Генгстер и го прогласи Зилика за security, очекуваме дека цената нормално ќе почне повторно да се обидува да пробие под оваа бариера, но нели, пак тоа веќе не зависи од техничка анализа, тоа зависи од тоа што моментално се случува на самиот пазар во однос на нели вестите кои што моментално ги следи. Сега, тоа е во однос на зрелост на пазарот, активен roadmap, кој што кажав, не најдов, но затоа најдовме некои вести за кои што можеме да поразговараме и овој дел го објасниме моментално. Значи, цената е одлична за купување ако верувате во овој проект. Значи, се наоѓаме буквално на стабилна поддршка, ако не добиеме некои нови неочекувани Black Swan вести за Зилика, не гледам причина зашто не би купиле во овој момент. Проблемот со Зилика е што јас не успеав да најдам никакви вести. Значи, овде кога гледате на CryptoPanic, кој што е еден од најдобрите агрегатори кој што јас сум ги видел моментално, единствено што најдовме е ова најава за гейминг конзола, за кој што ќе поразговараме малку повеќе. Сите други вести се една година и повеќе стари, еве Rising, значи буквално имаме само некои предикции за цена, но ништо посебно, гледаме дека ништо посебно нема во однос на вести за Зилика да би можеле да кажеме дека некои големи партнери се случуваат или не. Што е овдека сега значително кога правиме анализа кај ваков тип на токени? Значи, ако го споредиме Зилика со Matic моментално, Matic има барем една вест неделно за нов партнер, за нов форк, за ново, не знам, соработување со некој друг проект. Така да, тоа се оние проекти кои што ви кажеме дека многу поголема, така речено, сигурност за профит во следниот bull market, затоа што самите по себе работат во bear, се разбираме. Значи, они во bear произведуваат, прават нови протоколи, го надградуваат системот, прават партнерства, додека за разлика од тоа многу од овие проекти чекаат да дојде бул за конечно да почнат да работат. За жал тоа е реалност. Еве сега, например, интересна работа. Пред една година најавено, а конечно на значи официјално 22 септември 2022 година најавено, сега моментално сме во јули, значи 10 месеци најавено дека ќе има нова конзола. Конечно пред само 2 месеци во април, конечно е извадена оваа нова конзола, но јас за неја не сум слушнал, искрено ви кажувам. Значи официјално Зилика има своја конзола, како што е Xbox, како што е Nintendo, не знам, PlayStation и останатите, каде што оваквата Зилика конзола, која што може да видите овдека, треба да биде за Web3 гейминг. Значи, пробарав да видам дали случајно можам да најдам некои Web3 игри, затоа што реално оние конзоли кои што ќе успеат да ги префрлат игрите од Web 2, стандарден интернет кој што нас не е познат, на Web 3 кој што е децентрализиран интернет, сигурно ќе бидат оние кои што ќе го превземат гейминг пазарот. Но за жал, јас ниту една игра не успеав да најдам, иако во оваа ситуација ова можеби се уште е во најава, очигледно, но идејата е да биде Steam на Web 3. Знаете и сами, посебно оние кои што гледаат мојот канал, со оглед на фактот дека се мој годиште, знаат точно што е Steam. Идејата е да бидат практично Steam на следниот интернет, децентрализираниот интернет. Дали тоа ќе се случи, не знам, но ако се случи, тоа ќе биде одлични вести за Зилика. Втора битна работа која што ни донесе памп, така речено, на цената во последниот период, ова што гледате овдека моментално, е уствари најавата за надградба на Зилика, која што е моментално во тек, каде што се надградува самиот сила, се нарекува јазикот кој што се користи моментално на Зилика, тоа е исто така битна работа. Тоа е активниот јазик кој што се користи за програмирање на Зилика, кој што е уствари и единствен јазик кој што моментално може да користите за програмирање на Зилика и е поддржан од Ubuntu. Имајте го тоа превид, значи не може да користите во Microsoft, се извинувам, во Windows, така да тоа да ви биде во предвид. Сега,
Ваквата надградба која што моментално се случува е уствари на самиот јазик и на основниот блокчейн на Zilliqa со цел истиот да биде по практично близок до Ethereum Virtual Machine, затоа што знаеме дека поголемиот дел од смарт контракт платформите се обидуваат да го имаат Ethereum Virtual Machine во себе и да бидат компатибилни со истиот, затоа што најголемиот број на апликации се уште се наоѓа на Ethereum и при тоа ваквата компатибилност им нуди истите да можат да се преселат, посебно на ваков тип на блокчейни кои што дозволуваат да има поевтина трансакција, побрзо и слично. Со тоа што брзината, според неофицијално ова што успеав да го најдам, е негде околу 2500 трансакции во секунда, што е доста импресивно. И моментално ова последниот апгрейд е уствари верзија 9.2, што моментално го гледаме, започна на 5 јули. Чи тоа е ново, гледаме дека тоа моментално е подигна цената доста на Zilliqa. Тоа е се околу вести, други вести за жал не успеав да најдам за самиот Zilliqa, така да ова е уствари последниот дел од roadmap на Zilliqa, други не успеав да најдам вести за жал. Партнерства исто така. Дополнително можеме да напоменеме дека Zilliqa екосистемот е исто така, како што можем да видиме, има доста апликации, овдека пишуваше 197 проекти градат моментално на Zilliqa, со тоа што овдека, значи гледаме дека станува збор за различити на DeFi апликации, имаат и свој децентрализирана менувачница, Atomic Wallet, каде што може да правите стейкинг, и исто така гледаме дека поголем дел од менувачниците имаат пристап до Zilliqa. Binance, Bitfinex, Bittrex е овдека, потоа имаше уште некои кои што ги видов, CXCO, Chainlink, нормално со оглед на фактот дека Chainlink е ultimate за Oracle, очигледно, и сега гледате, значи има доста апликации, ако ве заинтересира слободно погледнете, но пак не најдов некои посебни апликации кои што нас се познати, а нормално сега има многу, не може да ги знаете сите за жал, но има свој екосистем, тоа е битно. Потоа партнерства, искрено не успеав да најдам некои посебни партнерства да би можел да кажам, не знам, партнер со Google или слично, поврзано со кривични судски случаи. Сега за сега среќа на Zilliqa не е, посебно со оглед на фактот дека станува збор за Proof of Work. Ако е Proof of Stake, многу полесно ќе беше вклучена во онаа група на коини кои што беа практично оптужени од страна на значи тоа беа пасивно оптужени од страна на SEC. Тип на блокчейн објаснивме, се околу токеномијата малку ќе поразговараме. Значи токеномијата е доста добра со оглед на фактот дека станува збор за 21 милион токени. Се извинувам, 21 билион токени, а 16,7 билиони се веќе во практично во употреба, со тоа што овдека практично ни останува негде околу, грубо кажано, 25% од токените се уште не се распределени. Сега, битна работа која што успеавме да најдеме е ова. Иницијалното распределување имаме 30% на тимот агенции и компании, значи се што било во самата Zilliqa, Early Community Contributors, оние кои што успеале да финансираат затоа што и Zilliqa има свој ICO, Initial Coin Offering, и Mining Rewards 40%. Зошто е ова многу битно? Затоа што vesting schedule е завршен негде во 2020 година, на средината, што значи дека од 2020 година средината единствено отклучување кое што моментално го проследуваме е Mining Rewards. Тоа значи дека нема дамп на пазарот, единствените награди кои што моментално ги гледаме се награда за майнинг на Zilliqa, што е многу добра работа. Ова е едно од најдобрите кои што сум успеал да ги видам до сега. И истото ќе трае до 2029 година, кога конечно ќе се заврши со майнинг наградите. Нормално, тоа е истата ситуација како со биткоин, кога ќе се заврши со майнинг наградите, се очекува понатаму самата мрежа, доколку се уште е присутна, нормално докога проектот е активен, да продолжи да работи со цената која што ја плаќате за трансакција во ZIL. Така да практично вие плаќате од ZIL кој што го поседувате и на тој начин ги наградувате мајнерите, а до тогаш истите добиваат и майнинг награди. Значи тоа е околу овој дел што е искрено ако мене ја прашувате одличен, значи нема вестинг, нема отклучување на токени и нема дамп, затоа што ако вие имате отклучување на токени на луѓе што чекале 3 години, они одвај чекаат да ги продадат тие токени за да земат нешто назад. Исто така, во однос на 100 најбогати новчаници, имаме реално еден проблематичен, а тоа е 28% од вкупната количина е поседуван од Binance. Значи тоа не е баш добро, но тоа е реалната слика и е постанува збор за Binance сега реално правиме мовет, со тоа што топ 10 поседува 54%, ова сме го виделе во многу полоша форма, ние сме виделе топ 10 да поседуваат и 80-90%, така да ова е еден од подецентрализираните токени кои што сум ги работил да бидеме реални.
Значи до 100 имаме 70%, што не е лошо воопште. Има уште еден коин, уште еден практично wallet, кој што е исто така малку проблематичен, ово е 10,5% и ово е 5,6%, но верувам дека тоа се токени, коини кои што се директно валјда поврзани со самата компанија и овие награди кои што ги даваат за мајнинг. Не сум сигурен, затоа што и овдека не е пишено кој ги поседува директно, но 10,5% и 5,7% се голема сума ако некој ви направи дамп на пазарот. Дали тоа ќе случи не можам да знам сигурно, затоа што најчесто ваков тип на коини се држани, најчесто ваков тип на wallet се држани директно од компанијата, посебно кога станува збор за ваков тип на практично мора да имате коини на страна за mining rewards. Во оваа ситуација затоа имаме голем дел од овие кои што мораме да чекаме да, значи гледате моментално имаме уште практично 25% од вкупната количина на ZIL како mining rewards, што е реално релативно сигурно. Добро, мислам дека и ова беше посебно што успеавме да го одговориме, да. Значи тоа е реално целата ситуација, со тоа што може да видам max supply, значи тоа е последна сума, нема да има повеќе токени, тоа е исто така добро, што значи дека со тоа практично завршува целокупното копање на зилика и нема да има повеќе токени. Тоа е се што имаме да кажеме, значи е интересен проект, реално, но за жал, ќе напоменам уште еднаш, се наоѓа на 106-то место. Истиот релативно беше популарен, да речем, во првиот bull market во 2017-2018 година, но нели, кога ќе дојдете многу касно, тоа најчесто се случува да направите дамп директно во пазарот во кој што сте влегле, затоа што никој не може да знае кога ќе заврши bull маркетот, така да во 2021 година не беше многу популарен и гледаме дека постепено се повеќе паѓа на market cap, со тоа што моментално има само 346 милиони market cap и се наоѓа на 106-то место. И за жал гледаме дека интересот за овој проект доста паѓа и гледаме дека нема некои битни нови проекти, да речем и слично, така да искрено не сакам да го ставам во моето портфолио. Знаете, за жал секој bull market има своји шампиони. Во претходниот bull market искрено нешто посебно не се покажа Зилика, со тоа што не успеал дури посебно да направи некој нов all time high. Значи тоа е доста проблематично во оваа ситуација и поради оваа причина и затоа нема да го ставиме во нашето портфолио. Повторно, не е дека проектот нема потенцијал, очигледно идејата е доста добра, имаат први шардинг на пазарот, очигледно имаат и конзола, нешто што е несвојствено, сега не сме нашли ниту еден друг проект кој што има ваков тип на идеја да го превземе практично гейминг секторот, но за жал не гледаме некој огромен потенцијал во нашето портфолио, можеби понатаму ако видиме дека има некои нови вести, нешто ново интересно на пазарот, нели, знаете, многу едноставно се прилагодувате на самата ситуација, но сега за сега не гледам причини да го ставиме овој проект. Останува на вас да направите собствено истражување и да видите дали ова одговара повеќе на вашето портфолио, нормално, но ние сме овдека да ви дадеме основна идеја како да го направите тоа истражување и основни информации за самиот проект. Како и секогаш знаете и сами, значи ова е бесплатна материја, ја правиме за целиот македонски народ. Единствено што бараме, како и секогаш од вас, е доколку ви се допаѓа оваа материја и доколку сте научили нешто ново, да ја препорачате на некој што би имал корист од истата, со цел да се уклучи во оваа сфера пред да дојде следниот bull market, кога знаеме и сами што следува. И нормално, оние основни работи како лайк, шер, subscribe, комент, значи ако не ви е проблем, би помогнало многу на нашиот канал за YouTube да го споделува нашиот материјал повеќе. Како и секогаш се гледаме во следното видео, поздрав од CryptoGaming.